Градоначалникот на општина Сарај Мухамед Елмази информираше дека кризниот штаб ја разгледал состојбата на терен по обилните врнежи од дожд што предизвикаа поплави во дел од населените места во општината. Според објавените податоци, поплавени се повеќе од 30 домови, службите интервенирале интензивно со цел расчистување на зафатените објекти. Во координираната акција биле вклучени повеќе институции, меѓу кои Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, противпожарните единици од Тетово и противпожарната бригада на град Скопје, како и јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје и други локални служби. Надлежните соопштија дека сите пријавени објекти се расчистени, дека се работи на целосна санација на последиците. Од општината најавија поддршка за погодените семејства и подготовка на дополнителни превентивни мерки со цел да се намали ризикот од слични ситуации во иднина. Институциите остануваат во состојба на готовност, а граѓаните ќе бидат навремено информирани за понатамошните активности. Градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски најави засилени мерки против дивите депонии и диво поставените објекти низ градот, нагласувајќи дека ред мора да има. Тој информираше дека по трет пат се чисти депонијата во близина на гробиштата во Бутел, додека паралелно ќе се постапува и против узурпацијата на јавниот простор. Според Георгиевски, просторот со години бил запуштен и неопходно е негово достоинствено уредување, особено во пресред на верските празници, кога граѓаните масовно ги посетуваат гробиштата. Во изминатите 4 дена повторно се спроведува расчистување во координација со општина Бутел, а градоначалникот посочи дека наместо средствата да се насочат кон развој и изградба, тие повторно се трошат на расчистување на истата локација. Во својство на председател на ЗЕЛС, Георгиевски побара итно донесување на законските измени за комунална полиција, со кои се предвидува изголемување на глобите, оценувајќи дека повисоките казни се неопходни за да се стави крај на несовесното однесување и да се воспостави ред и правила што ќе важат еднакво за сите. Георгиевски најави и поинтензивна акција за отстранување на диво поставените објекти што узурпираат јавен простор, велосипедски, пешачки патеки, зелени површини и други јавни зони. Градоначалникот порача дека институциите ќе постапуваат секаде каде што има узурпација на државен простор со цел да се воспостави ред кој граѓаните го очекуваат со години. Градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски информираше дека започнала реконструкцијата на улицата Лазар Трповски, оценувајќи ја како еден од најголемите и најзначајни инфраструктурни проекти во општина Чаир. Заедно со градоначалникот на Чаир Изет Мечити го означиле почетокот на градежните активности на оваа клучна сообраќајна артерија, која според нив ќе донесе поголема безбедност, ред и подобри услови за граѓаните. Проектот предвидува целосна реконструкција со нов асфалт на двете коловозни ленти, изградба на стандардизирани тротоари, велосипедски патеки од двете страни, уредување на паркинг простори и поставување современ систем за јавно осветлување. Според градските власти, станува збор за модерно сообраќајно решение кое ја става безбедноста на прво место и за возачите, и за пешаците, и за велосипедистите. Георгиевски истакна дека во минатото оваа улица била означена како црна точка на сообраќајната мапа на градот, со чести незгоди на безбедни услови. Тој најави дека до крајот на годината ќе започне постапката за целосна реконструкција и проширување на булеварот Цветан Димов, кој го оцени како една од најважните градски трансверзали низ која секојдневно гравитираат повеќе од 100.000 граѓани, која поврзува неколку скопски општини. Според градоначалникот, овој проект треба да донесе трајно решение за метежот, небезбедноста и долгогодишниот сообраќајен хаос на оваа делница. Градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски соопшти дека мандатот го започнал со засилено темпо во подобрување на патната и комуналната инфраструктура, истакнувајќи дека во првите 100 дена од вториот мандат се реализирани повеќе значајни проекти, паралелно со вложување во екологијата, младите и образованието. Информира дека во тек изградба на нов плочест мост и сервис на улица 500, како и дека започнала изградбата на улицата 103 во местноста Јака, додека целосно реконструирана улицата 30 во населба Илинден. Поставена е и нова заштитна ограда околу комплексот Драго Маневски, како и нов паркинг простор кај средното училиште Илинден. Георгиевски посочи дека во тек се активности за чистење на каналската мрежа. Изградбата на фекална канализација во Кадино е во завршна фаза. Се работи на поставување на нов препумпен уред во населбата Илинден, додека е изработена и проектна документација за фекална канализација во Миладиновци.
а во подготовка е документација и за Ибатовци и Бунарчик. Паралелно во рамки на иницијативата Зелена општина Илинден засадени се околу 600 нови дрвца со цел подобрување на животната средина. Во делот на образованието, градоначалникот информира дека се обезбедени паметни таблети за учениците во средното училиште и за дел од учениците во основните училишта. Изградбата на централната кујна во Гоце Делчев е во завршна фаза. Реконструирани и опремени се училници во општинските основни училишта, воведена и финансиска поддршка за првачиња. Зголемена е поддршката за новороденчиња и субвенции за млади предприемачи, истакна Георгиевски. Во Скопје наскоро ќе започне изградбата на нов модерен булевар во општина Чај. Градоначалникот на Скопје Урце Георгиевски ја најави реализацијата на основниот проект за булеварот Македонско-Косовска бригада на потегот од улицата Џон Кенеди до булеварот Босна и Херцеговина во должина од 1,4 километри. Станува збор за најзначајна сообраќајна делница, што треба да ја подобри поврзаноста и протокот на возила во овој дел од градот, кој со години се соочува со зголемен интензитет на сообраќај. Проектот предвидува 4 коловозни ленти по 2 во секоја насока, со средишно зеленило што ќе придонесе за поголема безбедност и уреден урбан простор. Планирани се велосипедски патеки во двете насоки, како и нови тротоари со ширина од по 2 метри. Во рамките на проектот ќе биде засадено заштитно зеленило од двете страни на булеварот. Предвидени се и проширување кај автобуските стојалишта за полесен пристап и зголемена безбедност на патниците во јавниот превоз. Според Георгиевски, проектот е дел од визијата за плански рамномерен развој на градот со инвестиции што носат подобар квалитет на живот, поголема безбедност и почиста урбана средина. Тој најави дека со подобрување на временските услови, напролет ќе започне градежната офанзива и во други општини со реализација на повеќе инфраструктурни проекти. Со изградбата на булеварот, градските власти очекуваат значително подобрување на мобилноста, намалување на сообраќајниот метеж и создавање функционална инфраструктура што ќе им служи на идните генерации. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни.